Здраво и добре дојде во втората подкаст епизода, во која што ќе зборуваме како најбрзо да дојдеш до 30.000 евра годишна добивка. Повторно ќе кажам, не промет, туку добивка. Промет мене ништо не ми значи. Има луѓе кои што прават по 1.000.000 евра промет, а не заработуваат 30.000 евра. Запознав и такви луѓе, односно компании или клиенти, како сакаш, кои што прават промет по 2 милиони, по 3 милиони, но кога ќе ја одземеш маржата плюс трошоците и се останато, дали заработуваат или не заработуваат, тоа е сосема друго прашање. Значи, се што во иднина и денес ќе слушнеш од мене, поентата е како да се фокусираме на 30.000 евра добивка, а не промет. Сега, за кого е ова подкаст епизода на менета? Буквално само за услужни бизниси. Да речеме, програмери, маркетинг агенции, дизајнери, архитекти, инженери, адвокати, значи со еден збор кажано услужна дејност. И тоа е нешто што мене ме инспирира, тоа е нешто кај што природно се пронаоѓам во услужните бизниси, дали е добро или лошо, тоа е сосема нешто друго, но сакам само да кажам дека ако водиш услужен бизнис, оваа подкаст епизода и сите следни се добре дојдени и важни за тебе. Да не должам многу, да се вратиме на поентата. Сега, ако наша јасна цел, и токму оваа подкаст епизода е да поставиме финансиски цели, нели? Ако наша заедничка цел е да следната година дојдеш до 30.000 евра добивка во една година, првото прашање кое што се поставува е супер, колку мене продажби или клиенти ми се потребни за да дојдам до овие 30.000 евра, и ова е нешто што подхитно и првенствено и веднаш треба да му дадеш јасен одговор. Знам каде ќе се збуниш, оти истото и јас сум го размислувал во минатото, како јас сега да поставувам финансиски цели, како јас да поставувам, не знам, колку клиенти ќе ми треба, колку јас треба да остварам продажби и колку тие просечни продажби да се движат, кога јас не можам да предвидим кој клиент ќе ми дојде, колку ќе биде неговата услуга, која тип, која услуга, во кој период, кога тоа од мене нели не зависи, но всушност тука лежи и најголемиот проблем, затоа што поентата до 30.000 евра, како и сите скалила следни, небитно, е да имаш јасен фокус на што трошиш енергија, време, пари, ресурси, односно каде ја насочуваш енергијата. Сега, знајќи го сето ова, ајде да видиме како и кои се начините како можеш ти да дојдеш до 30.000 евра. Па еве, замисли дека продаваш услуга или производ како сакаш, која што чини 1 евро. Колку тебе клиенти ти се потребни за да дојдеш до 30.000 евра? Па, логичен е одговорот, 30.000 клиенти. Доколку твојата услуга чини 10 евра, тебе ти требаат буквално 3.000 клиенти. Доколку продаваш производ или услуга која што чини 100 евра, тебе ти требаат 300 клиенти. Доколку твојата услуга вреди 1000 евра, тебе ти требаат само 30 клиенти по цела година. И слушни ме внимателно. Доколку продаваш производ или услуга која што чини 30.000 евра, тебе ти треба само еден клиент и ништо повеќе. Секако, на ова додади ги и трошоците на годишно ниво кои што ги имаш, плати, кири, телефони, гориво, чуда, како би дошол ти до реалната ситуација, да не викаш после ме зезна Александар, не направив 30.000 евра добивка. Значи, на оваа сума ти додај ги само трошоците и во тој случај ќе знаеш, например, дали ти треба 40 или 50.000 евра да направиш промет, за да дојдеш до 30.000 евра добивка. И обично кога оваа вежба ја правиме на тренинзите, односно на мастермајнд програмите кои што ги правам, буквално луѓето добиваат олеснување. Ако претходно воопшто не размислувале за финансиски цели, туку се фокусирале на активности, да бидат клиентите задоволни, да може да оди, не знам, на состанок, се на време, значи фокус на активности, првото просветлување кое што го добиваат е буквално кога ќе ова го ставиме на хартија. Па ги прашувам често, добро, колку е твоја просечна услуга? И ова е прашање на кое што паѓаат куп клиенти. Зошто? Затоа што сите велат, па знаеш, имам производ услуга од 100 евра, од 500 евра, од 1000 евра, од 3000 евра и еве ти го, драг мој пријател, од првиот проблем. Ако го гледаше минатото видео, се што требаше да запамтиш од минатото видео беа трите бизнис концепти
но и да запамтиш за 5 работи кои што се битни до 30.000 евра. Впрочем, истите ти важат и за 100.000, само мала додавка која што ќе зборуваме на следна епизода. Значи, се што ти треба е една понуда. Ако ти имаш производ услуга кој што чини 100 евра, па 1000 евра, па 10.000, па 50.000 евра, тоа се различни потреби, тоа се различни клиенти, тоа е различна целна група, тоа бара различни ресурси и некаде ти попатно ќе се изгубиш. Значи, што е поентата? Сега, да седнеш и да размислиш, прво, која услуга и колку пари сакаш таа една услуга да чини. Ако е, да речеме, 1000 евра, се што ти треба за 1000 евра е буквално 30 клиенти. Дали тие 30 клиенти имаш капацитет да ги обслужиш во еден месец или имаш можност да ги обслужиш во една година, само пресметај ги и буквално ќе ти биде многу поедноставно. Сега, кога сведовме фокусот на многу малку, значи, ако имаш, да речеме, 1000 евра, свативме дека ти требаат само 30 клиенти, сега одеднаш ти е полесно. Зошто? Затоа што следното прашање кое што треба да го поставиш е, окей, кои се тие 30 луѓе? Едноставно ќе дојдеш до одговорот. Кога во минатото работав само консалтинг и кога бев на почеток, мојот прв консултантски договор беше 600 евра. Светле, ако ме гледаш, те поздравувам. Што беше интересно? Јас на почетокот секој еден клиент ми беше важен. Прво за потврда дали ова што го знам можам, нели да им помогнам на луѓето, функционира или не функционира. Иако претходно завршив и економски, и бизнес академија, и коучинг академија, и волонтирав 4 години, секако дека барав клиенти за да видам дали јас сум способен или дали едноставно нудам реална вредност. Значи, финансиите беа второстепени. Кога почнав еден клиент, па друг, па трет, па четврти и видов дека ова функционира и дека се е окей, но под притисок од финансиите, бидејќи 7 години се боревме со сопругата за стерилитет. Тоа се огромни средства и кредити кои што ги плаќав до неодамна, каде што ти сакаш да градиш семејство, а тој во тој период живеев под кирија со една плата, само јас работев, тој притисок буквално се прелеа на мене, да јас едноставно се фокусирам да добијам секој Божји клиент, од јас немав избор да бирам со тебе може, со тебе не може, с тебе те сакам, тебе не те сакам. И зошто ова ти го зборувам? Токму затоа дека ако се наоѓаш во ситуација како јас во минатото, прва твоја задача е, окей, добивај свекаков клиент, немој премногу да филозофираш, оти финансиите и преживувањето и тебе и на твојот бизнис е најважно, но веднаш сети се, оној момент кога ќе ти дојде умот да ти летаат, нели, да трошиш пари, прво што да направиш е еден буџет за да можеш ти да имаш самодоверба и да ги бираш клиентите и да го примениш сето ова што ти го зборувам, инаку никогаш нема да го научиш, ќе ти помине животот како на 1000 клиенти со кои што сум соработувал и никогаш нема да дојдеш до следно ниво ако немаш буџет. Буџет еднакво е на самодоверба. Сега ми текна една приказна со еден пријател што зборувавме пред доста години. Вели секогаш кога излегувал со другари да прави муабет, викаше секогаш се враќам дома, буквално да го наполнам кесето со пари и еден ден дошле другарите негови, летно време, инаку живее во куќа, доаѓаат 4-5 негови другари и вели на сопругата, ако сакаш фрли ми го кесето од балкон, вика и види дали има пари внатре. И сопругата му рекла, окей, а зашто ти се пари, нели со другари веќе бидете у двор? Кога имам пари, подобро зборувам. Подобро ми излегуваат зборовите, сум посигурен. Значи, ова е мала вистинита шега, е жива вистина. Зошто? Оти сети се, кога ти имаш пари, кога си ситуиран, кога едноставно од финансиите ти се тргнати од дневен ред, ти имаш поголема самодоверба, ти едноставно, нели, не спушташ цени, зборуваш јасно и гласно. Токму овој е моментот кој што ти треба, инаку никогаш нема да се искачиш на второ ниво. Не ме прашај како да знам, 3-4 години го вртев у лавиринтовој круг. Сега, што се случи понатамо? Кога јас почнав да добивам клиенти, а ми беа важен секој еден клиент, оти гледав да преживам и јас и бизнисот, буквално јас одев во ширина. Па еднаш ќе работев во консалтинг во фирма со производство, следен пат во продажба, следен пат организација и системи, еднаш во производство, еднаш во мебел, еднаш во продажба, еднаш во бела техника, еднаш во IT сектор, еднаш во маркетинг. 67 клиенти ми поминаа, од овие 67 клиенти 3, 4, 5 дали ми се буквално од ист сектори сум работел идентично
или буквално не. Само едно се сеќавам дека 9 беа од столарска индустрија и што е интересно. Па ова е најголемиот проблем каде што ти наместо да имаш една понуда, да работиш со една целна група и да се фокусираш само на едно место, ти учиш од секој еден клиент. И што мене ми се случуваше? Влезе во една фирма, додека ја научиш како функционира, додека направиш анализи, додека имплементираш, додека ги решиш, само што си го решил тој проблем, ти добиваш нов клиент, сега од поново учиш, па нов клиент по одново учиш, па нов клиент по ново учиш и тоа се не да исцрпува, туку едноставно, буквално ја секој ден сум се прашувал, окей, дали постои друго решение, дали некогаш ќе се одморам, дали некогаш ќе имам време. Значи со мал број клиенти, оти сум ослужувал само 2-3 во исто време, немав повеќе капацитет, но она што е интересно дека многу се троши и време и енергија и токму ова го гледам во секоја втора фирма, каде што наместо да се одлучат со кои клиенти ќе соработуваат, колку таа услуга ќе наплаќаат, кој е тој што мене може да ми плати за оваа услуга и да се држи еден клиент, една група, една понуда, една испорака и само да ја повторува до совршенство, буквално тие рипаат од клиент на клиент, од понуда на понуда, од работа, миксаат чуда и на крајот и губат време, и пари, и енергија и никогаш не доаѓаат до решението. Или ако добро ме следеше до сега, логично прашање кој што треба да ги поставиш се следни. Прво, која е таа цена кон која што сакаш да се движиш? Кога ова си го одговори в себе, а тоа е дека јас ќе се движам првенствено со 10.000 евра понуда. Јас не идев на ниту еден разговор без да знам дека не се враќам без да добијам 10.000 евра. Иако овој процес бара храброст, иако овој процес бара чиста мисла, иако овој процес бара да знаеш како да се поставиш, да бидеш сигурен дека прво ти вредиш 10.000 евра, значи процес на ментална трансформација и сигурност, и секако дека е тоа борба со себе, но оној пат кога ќе решиш ти дека, окей, без 10.000 евра јас нема да работам, тогаш почнува да се случува магијата. Оти ако ти го немаш ако ја немаш оваа јасна бројка, ти ќе излезеш на состанок, првата препрека која ќе ти каже клиентот да ти спушти цена или да ти ги промени условите, или ќе се договориш по таа цена и некаде нема да бидеш мотивиран, или едноставно ќе се договориш па после ќе работиш половично, делумно или како сакаш да е, или едноставно ти ќе ја спуштиш или како и да е ќе го премелшиш разговорот. Значи ако ме разбираш добро, најважно е кристален, јасен фокус и мир со себе. Океј, која е мојата намера? Таа цена. Испод таа цена не работам и една работа е важна. Немој никогаш да си помислил или помислила дека ако овој клиент го изгубиш, дека едноставно пропаднал светот. Верувај ми, најквалитетните клиенти, најголемиот мој раст, секогаш кога дошол, било буквално кога ќе расчистам со себе. Каде одам, кој ми треба и без која сума јас дома не се враќам. Дали е 10.000 евра, подоцна 30.000 евра или колку и да е, проекти сум работал и на многу поголеми суми, значи се што се должело била јасна намера, која е границата без која што јас не се враќам дома. Одговараме, не одговараме, чао бела, секогаш ќе дојде следен клиент. Оној момент кога ќе помислиш дека ако не му спуштам цена, ќе го изгубам, ако не се договориме, ќе немам, само сети се дека се вртиш у лавиринт и тоа е нешто со мене 3 години ме вртеше да не можам да заработам 30 мочани 1000 евра, а денес сваќам дека 30.000 евра е буквално само една шега. Ти кажав кои 5 работи ти се. Следната работа која што треба да си одговориш е буквално кој проблем го има овој твој клиент кој што е спремен да плати 1000, 5, 10, 30.000 евра, небитно. Оти, гледај. Проблемите на клиентот кој што ми ги решаваш, кој што чинат 1 евро, не се истите кој што некој треба да ти плати 30.000 евра. Овој клиент кој што плаќа 1 евро и овој клиент кој што плаќа 30.000 евра, тоа е сосема различна димензија. Едни се прашањата во продажен разговор. Едно е стравот за донесување одлука. Кој негов филм му се врти во главата? Од што се плаши ако сгреши? Кој проблем го има во смисла кој реален проблем ќе го решиш, нели? Што е тоа што е реалниот проблем, а што е тоа што клиентот го размислува? Секогаш е сосема различно. Дали ти имаш искуство да разговараш со такви клиенти? Дали до сега воопшто се разговарал со клиент кој што ти плаќа 10, 30, 100.000 евра? Значи,
Почни од онамо каде што си комфорен, а не онамо каде што сакаш да бидеш. Значи, ако ти си комфорен со 1000 евра, ова е клучот твој на решение кој што ќе ти донесе 1.000.000 евра подоцна во следната сезона. Што сакам да кажам? Запишувај ги сите прашања кои што ти ги поставил клиентот. Запиши ги сите мисли кои што му се вртеле во глава. Запиши ги сите недоумици кои што ги имал. Запиши ги сите негови стравови. Запиши ги сите состаноци. Колку состаноци си имал? Дали 1, 3, 5, 10? Колку понуди си праќал и дали си враќал понуди? Што значи? Оваа фаза, иако е фокусот да заработиш 30.000 евра, оваа фаза од фидбек и прибирање информации ќе ти направи катапулт понатамо во бизнисот. Значи, ако оваа фаза е искуство и учење, фидбек да добиеш од клиентите и да го подобруваш твојот процес, буквално ова е нешто што ќе го повторуваш понатамо со твоите вработени сега, како би можел да се мултиплицираш, односно да се извлечеш од оператива. Следна работа. Кога ти ќе добиеш клиент, супер, кои проблеми си ги имал во испорака? Што му е важно? Кои извештаи ги сака? Зашто се загрижува? Зошто не ги задржуваш клиентите? Зошто ти бегаат на прв месец, втор месец, докато имаш последователни продажби? Значи, гледајме следно. Прво го решаваш маркетингот, второ ја решаваш продажбата и трето ја решаваш испораката. Додека овие три концепти не ги најдеш на хартија да ти биде јасно кој ми е клиент, колку плаќа, на кој ниво, кои се стравовите, како да го решиш, како да биде сигурен дека ова ќе го испорачуваш перфектно, немој да фантазираш на раст на бизнис или не знам што, туку фокусирај се на совршени овие три чекори. Сега што е магијата? Кога ти ова ќе го научиш, а верувај ме, дека ти треба многу кратко време да бидеш свесен за овие три чекори, да имаш самодоверба дека ова што го работиш функционира, се што ти треба за следно ниво е само храброст да ги изговараш сумите, затоа што ти и сега имаш потврда дека вредиш за таа сума. Кога јас во минатото буквално ми беше криво. Значи јас сум наплатил консалтинг 3000 евра, сум му дигнал продажба за, не знам, за 40-50% заработал он 200, 300, 500.000 евра. Јас договорот мој за 6 месеци завршил, а тој понатаму заработува пари. Секогаш ми било криво зошто ја за 3000 евра да дадам вредност кој што вреди 300.000 евра. Но тоа не е проблем на нашите клиенти, тоа не е проблем до твоите клиенти, току тоа е проблем кој што треба самиот да си го решаваш. Тоа значи дека или не знаеш да преговараш, или само едноставно е процес, но поентата е да бидеш свесен, да превземеш одговорност дека е до тебе, а не е до другите луѓе. Кога јас само бев свесен дека за 3000 евра му дам право 300.000 евра добивка, јас ова јасно и гласно го комуницирав. Човек, за 6 месеци имаш толкава добивка, се што треба е да платиш 10%. Многу или малку ли е, што е? Ако немаш дозвола, ако не ти одговара цената, ако немаш резултат, еве ти ги овие 3000 евра назад. Кога истото ти ќе бидеш сигурен дека го работиш, само ќе сватиш дека во цената и во сумата и во активностите нема никаква разлика, туку само колкав поголем проблем решаваш. Сето останато е еден идентичен систем, само дали ти се фокусираш на човек кој што плаќа 5000 евра, 50.000 евра, 500.000 евра или играш на ситно. Што значи, повторно ќе ти кажам, запишувај и гледај на ова како дека ќе ти зависи животот. Уште едно ќе ти кажам уште еден пример. Сега минатава сабота бевме со децата до црква да запалиме свеќа, нели, за душница, не знам кога ќе го гледаш ова видео, небитно. И беше убав сончев ден и во дворот во црквата каде што бевме има трева, има дрвја, интересни, супер, и застанавме на сонце малку, нели, децава си протрчаја. И ќерката помала, има 9 години и дојде интересно, застана под еден орав, два уствари има орави во тој двор, и гледа полно лисја и пронајде 1, 2, 3 ореви и стана интересно, почна да трча лево, десно околу оравот да тражи ореви. И едно време се измори и вика, бе, тато, бе, дој да ми помогнеш, вика, ни еден орав не можам да најдам, вика, останав со овие 3. И како ја гледав неја како трчка околу оравот лево десно, ја гледам дека се замори, трчај таму, шутни ваму по лисјата лево десно и само ми дојде на ум токму она што ги учам постојано моите клиенти на мастермајнд, дека важен е фокусот, а не активностите.
и дека всушност ако заработуваш помалку од 30 или 100.000 евра, дека всушност ти само трошиш непотребна енергија, односно работиш многу работи, многу активности, но во ширина и не си свесен дека парите ти се пред тебе, но ти не ги гледаш, што значи фокус, а не да одиш во ширина на куп активности. И се враќам и векам, окей, колку сакаш да собереме ореви? И нормално дете ми века, полно до джебови да ги наполниме, века, знаеш, викам, окей, добро. Ај викам вака сега. Сакаш да одиме кај сенката или сакаш вамо кај што е сонцето? И она вика, не е сонцево кај што е. На ова направи паралела, метафора, која е целна група, кои се клиенти, кои се останато. И вика, ај овде кај сонцево. Добро, викам, супер. Ајде сега само да се фокусираме само на овие 2-3 квадрати. Немој друго во све заборави го. Но те молам, кога ќе газиш како и до сега, биди фокусирана на нозете. Кога ќе стапнеш нешто, само почувствувај дали е камче, дали е тврд предмет, дали може би е оревче. И кога ќе го почувствуваш, шутни ги лисјата и провери да видиш дали има оревче или нема. Но немој да ми шеташ лево десно, туку држи се на овде пред мене. И јас стојам до неа, како би го ограничил просторот, и она оди кон мене. Една стапка, втора стапка, на третата стапка застана, дете као дете, си клекна, ги шутна лисјата, пронајде 3-4 ореви. Тато полно. Ај сега понатамо, па на следен чекор. Во 2-3 квадрати, буквално не само што ги наполни джебовите, но туку трчаше по мајка, случајно мамо да не имаш најлонче, да не имаш кеса на која во тебе. Затоа што едноставно виде каде се наоѓаат оревите. И па, драг мој пријател, сега ова што ти го зборувам, на тебе оваа подкаст епизода е следна работа. Дали сакаш да трчаш, да се замараш и да се правдаш дека се нешто работиш во ширина и да трошиш време, пари, енергија, ресурси и да се чудиш зошто овие заработуваат пари, а јас не заработувам. Како овој во иста индустрија има пари, кај мене нема? Како може? Не, нешто друго работите. Нема шанса со програмирање толку, нема шанса со маркетинг толку да се заработува, нема шанса со мебел толку да се заработува. Значи не е дека не може, само тој нешто знае повеќе од ти што не правиш, или може би и ти знаеш, но тој тоа го прави, а ти само тоа го знаеш. Значи, само сети се и одговори. Колку пари сакаш да биде твојата понуда? Ако твојата понуда е 10.000 евра, 1.000 евра, 500 евра, само се заборави ги останатите цени, суми, само фокусирај се на таа сума. Ќе ти објаснам во следната подкаст епизода, односно во третата, како да направиш понуда, како тоа да го комуницираш, за сега е важно само овие прашања. Значи, колку таа цена ќе биде и одговор, кој е тој човек, клиент, фирма, не знам кои ти се клиенти, кој што може да го плати ова и наместо да трчаш, да шутираш лисија и да се трчаш и да се замориш како ќерката моја, ти само размисли каде тој клиент твој се наоѓа. Каде тој поминува време? Кои се неговите проблеми кои што треба да ги решиш? Сосема е доволно за ова видео. Ласерски фокус на едно место. Ако свативме дека еден клиент 30.000 евра понуда за цела година ти е сосема доволно, ако свативме дека можеби 30 клиенти по 1.000 евра ти се сосема доволно, зошто трчаш у ширина, у галама, у нервоза, у чуда, кој едноставно можеш да си го сложиш животот, да си уживкаш неколку клиенти и да работиш како што треба. Мојата филозофија на бизнис и се што им помагам на луѓето е буквално помалку е повеќе, а не да трчаат кон мува без глава. Кој е мојот концепт за живот? Па многу за бизнис, многу едноставно. Како ја го разбирам бизнисот? Бизнисот за мене представува само една работа. Средство или алат, како сакаш, кој што го плаќа мојот квалитет на живот. Ако мојот квалитет на живот чини 5.000 евра месечно, а мојот бизнис ми носи 3.000 евра месечно, значи се што треба јас да правам е да разговарам со бизнисот, да разговарам со себе, да размислам како од 3.000 да стигнам до 5.000 евра. Значи, пази, оваа серијал е како да дојдеш од 0 до 30.000 евра годишно. Што е тоа? Една просечна менаџерска плата. Ако ти водиш бизнис, имаш луѓе, имаш вработени кири, струи, плати, инспекции, чуда и не си до 30.000 евра, дали прашањето е кое што треба да го поставиш, дали всушност треба уопште да се бавиш со бизнис?
Ако ти се задоволуваш со 2-3 евра месечно, како ќе имаш да растеш плати, како ќе имаш да инвестиција во себе, во алати, опреми, чуда, не знам што. Значи ти како предприемач мора да змислуваш на нешто повеќе. Но поентата е на помалку, а не на повеќе. Како јас го перцепирам бизнисот? Па сакам да имам време и за семејство, и за хоби, и за спорт, и да бидам одморен, и да можам да прочитам, и да можам на клиентите да им се фокусирам. Кој ќе дојдем канцеларија да имам време и да прочитам, да размислам, план да направам, како да ги подобрам подобри материјалите, побрзо да им помагам на луѓето, а не да трчам као мува без глава, 100 клиенти, 100 понуди, овој таму, овој должи, овој плаќа, овој не плаќа, ваква понуда, па смени, па чуда, па на крајот не знаем ние што правим. Кај беше нигде, што виде ништо, што направи ништо, отиде животов. Драг мој пријателу, само една работа ќе те оставам за крај. Помалку е повеќе. Помалку е повеќе. Помалку е повеќе. Не заглави лентата, јас заглавив да ти го искажам колку е важно да знаеш колку клиенти ти треба, колку ќе наплаќаш и да само најдеш од 2 милиони македонци, не зборам за наша територија, само да пронајдеш 10, 20, 30 луѓе колку такви ти треба. Да не зборувам ако ти е онлайн бизнисот, па имаш можности надвор. Значи, седни со себе, одмори се, земи си кафенце, одговори на овие прашања и се гледаме во следната подкаст епизода во која ќе зборуваме како да одбереш ниша која што тебе те одговара или целна група како сакаш, без филозофирање кој е мој идеален клиент, како да го најдам, Се едноставно, верувај, до 30.000 евра, само едноставност, не треба ништо да комплицираш. И за крај, доколку не се претплати, под видеото имаш линк, пишува тамо newsletter, претплати се, нормално бесплатно е на newsletter, затоа што кон крајот на овој серијал ќе имам бесплатни Zoom Q&A или тренинзи каде што ќе одговарам на ваши прашања, да ти помогнам конкретно за ова или за нешто друго доколку имаш двоумидба, но поентата е што нема да биде јавно, нема да се снима, сакам да можеш да прашаш без да бидеш или да се мачиш дали ова ќе се објави, некој ќе ме гледа или не знам што, мала дискретна група, сакам да ми бидеш спокоен, да можеш со чисто срце да прашаш, да поставиш прашање без никаква намера, но тоа ќе го направам само за луѓето кои што се на мојата newsletter листа. Се гледаме во следната подкаст епизода. Поздрав!